Британската влада во 2012-та одобрила продажба на 6 подвижни уреди за следење и прислушување на македонското МВР. Зашто и колку често се користеле пресретнувачите? Каде се денес и можна ли е нивна злоупотреба? ВМРО ДПМН се подготвува за вонреден конгрес и бара општа амнестија за 27 април. Потребно е национално помирување. Ако може војни злостори да се амнестират, зашто? Да не им се помогне на луѓе кои ги завела толпата. Како ќе постапи СДСМ? Како и кога ќе се затвори прашањето за името? Приемот на Република во Македонија во НАТО не е заради нас, туку е како платформа за идното ширење на НАТО во Србија, со една крајна цел, а тоа е истиснување на Русија од регионот. Овие концесии се дадени од претходната власт, но едно да знаем, родиците ќе застанат. Но на терен изградбата на рудникот Казандол кај Валандово напредува. Доколку не се спроведат никакви мерки од страна на владата и институциите, ние продолжуваме со блокади и протести. Значи 100 извршители и 100 нотари нека се. Значи 200 луѓе им даде законот право да уништат пола милион народ. Извршителот секој ден трпи навреди. Иницијатива за промени во извршувањето. Значи се работи за еден лихварски систем во кој на луѓето им се наплатува нереален долг. Скопје 2014, дали сте еден од идејните креатори на сето тоа? Имам проект што се борава. Скопје, може вака најбезобразно пред сите на телевизија, ми го еба градот, дечко. Нова саботажа.